Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Дали некогаш сме се почувствувале како птица заробена во кафес, желна да ги расшири своите крилја и да полета во бескрајното небо? Вистинскиот потенцијал на птицата е откриен тогаш кога е пуштена на слобода. Нашиот живот може да биде трансформиран кога ја отклучуваме моќта на искажување благослови врз нас. Почитувани, ве поканувам во новото издание на Патот до обновен ум, во кое ќе говорам за значајното влијание на зборовите кои ги зборуваме и како тие ја оформуваат нашата реалност. Во книга Изреки 18:21 пронаоѓаме моќна вистина. Смртта и животот му се подчинети на јазикот, и оние што го владеат ќе вкусат од плодовите негови. Нашите зборови држат значителна моќ со капацитет да донесат живот или смрт, благослови или клетви. Кога го согласуваме нашиот говор со ветувањата на Небесниот Татко, ги отвораме небесните порти на изобилие и ги покануваме неговите благослови слободно да течат во нашиот живот. Нашите зборови не се само изговорени искази, тие се семиња насадени во градината на нашиот живот. Како што малото и ситно семе има потенцијал да порасне во големо дрво, нашите зборови имаат моќ да ја обликуваат нашата судбина.
Кога изговараме зборови на вера, надеж и љубов, ние креираме атмосфера подложна на растеж и изобилие. Апостол Павле не подсетува во послание до Римјаните 10 глава. Ако со устата го исповедаш Господ Исус и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Така што, нашите зборови се рефлексија, одраз на нашето срце. Кога го исполнуваме нашето срце со вистината на Божиот збор и ако му дозволиме да доминира во нашиот говор, се порамнуваме со неговата божествена цел за нашиот живот. Она што го слушаме и она што го гледаме зависи од фактот каде се наоѓаме, во која позиција стоиме. Се гледаме низ леките на неговата љубов и милост и нашите зборови се моќна алатка за трансформација. Има една случка во која Мојсей испрати 12 шпиони за да испитаат земјата која треба да ја наследат. 10 од нив изговара зборови на очај, обесхрабрување, страф и сомнеш, а 2 одбра да зборуваат зборови на вера и сигурност во Божите ветувања. Во Броеви 13:30 пишува: да појдеме и да ја преземеме, зашто можеме да ја покориме. Тие зборови на вера го поплочија патот за цела генерација за да влезе во благословите што Бог ги приготви за нив. На истиот начин, кога декларираме, изговараме благослови врз себе, ги декларираме Божите ветувања врз нашиот живот и за наше позиционирање за да ја примеме неговата изобилна провизија. Неговите зборови не подсетуваат дека нашата иднина е обликувана од зборовите кои ги изговараме и верата што ја држеме. Во Јаков 3 глава стои: земете ги брдовите за пример, тие се толку големи, а сепак кормиларот со мало кормило ги води онаму каде што сака и покрај силните ветрови кои ги движат. Така и со јазикот. Мал орган е, но голема штета може да направи. Едно жарче може цела шума да запали. Јазикот е оган, најопасен од сите наши органи. Во состојба е целото тело да го погани. Јазикот може целиот наш живот да го запали, бидејќи се пали од самиот пекол. Така, зборовите имаат моќ да го променат курсот на нашиот живот со цел и судбина. Кога зборуваме благослови за себе, зачекоруваме во божествен принцип, што има моќ да ја насочи траекторијата на нашиот живот. Зборовите кои си ги декларираме се како кормило кое го водат нашиот живот низ бурите, турбуленциите и препреките и не носат на бреговите на Божите ветувања. Кога избираме да зборуваме зборови на живот, тогаш садиме семиња на благослови, што ќе се предаде на жетва од изобилие во дадениот период. Исто, како фармерот што сее семиња во учеството на богатиот плод, нашите зборови се зафатени и кога се посеани со вера ќе произведат жетва на благослови во нашиот живот. Ние сме она што веруваме дека сме. Зборувајќи, говорејќи зборови на живот и вистина, ја обликуваме реалноста за тоа кои сме ние во Христос. Во псалмите пишува: благословувај го Господа, душо моја, и се што е во мене, неговото свето име. Благословувај го Господа, душо моја, и не заборавај ги неговите добрини.
Ова е намерно фокусирање на Божјата добрина, декларирање на благодарност дури и во околности со предизвици. На тој начин се порамнуваат нашите зборови со неговата вистина и да се позиционираме за да ја добиеме полнотата од Божите благослови. Да не се потпираме, да не зависи нашата среќа од нешто што можеме да го искупиме. Нашите зборови имаат креативна моќ, имаат способност да ги оформат нашите мисли, да влијат на емоциите и да ги насочуваат нашите акции. Во Броеви исто така го наоѓаме и благословот што Бог го кажа преку Мојсеј. Да те благослови Господ и да те чува, да погледне Господ со светлото свое лице и да те помилува, да го сврти Господ лицето свое и да ти даде мир. Овие зборови на благослов носат огромна моќ. Никогаш не е доцна да поставиме нова цел или да сонуваме нов сон. Кога ги зборуваме овие зборови врз себе, ги предизвикуваме Божјата благонаклоност и заштита врз нашиот живот. На овој начин ја декларираме вистината дека неговиот мир ќе ги чува нашиот ум и срце. Нашите зборови имаат моќ да го обликуваат нашиот живот. Тие или ќе не ограничат, или ќе не поддржат и мотивираат за напредок, за живот што Бог го приготвил за нас. Како што го живееме денот, да бидеме свесни за зборовите кои ги изговараме за себе и за другите. Понизноста не е да се мисли помалку за себе, односно дека имаме помала вредност од другите. Туку, да се поминува помалку време, мислејќи само на себе. Да го замениме секој негативен говор спрема себе со декларации на Божите ветувања и неговата верност. Да изговараме зборови на живот, надеж и благослов. Доколку го практикуваме ова, ќе бидеме сведоци на нашата трансформација. Да запомнеме дека не сме сами. Светиот Дух ни е помошник и водач, охрабрувајќи не да зборуваме благослови и придржувајќи не кон исполнување на Божиот план за нашиот живот. Да се потпреме на Неговото присуство, да го слушаме Неговиот глас и да исполни нашата уста со зборови на живот и благослов. Во псалмите пишува: Твоето слово е светилник на нозете мои, светлина за патеката моја. Неговите зборови се исполнети со мудрост и тие не водат во вистинскиот правец. Клуч за усогласување на нашите зборови со Божјата вистина е обновувањето на нашиот ум, секојдневно. Односно, да не се огледуваме на овој погрешен свет, туку да се трансформираме преку обновувањето на нашиот ум. Не станува збор само да бидеме успешни, туку да го направиме она што е исправно. Колку повеќе се поврзуваме со Божиот збор, толку повеќе нашите мисли се усогласуваат со Божите мисли и нашите зборови природно надоаѓаат од место на вистина и вера. Кога зборуваме зборови што се во хармонија со Божиот збор и активираме неговата моќ во нашиот живот. Односно, во Исаија 55:11 Бог говори: Така, зборот што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Така што, кога го изговараме Божиот збор, слободно можеме да бидеме сигурни дека тој збор нема да се врати празен, без манифестација.
we love you, Jesus. How we love your spirit alive in us. How we love you, Jesus. And how we love your spirit alive in us. And we've come to worship. We've come to praise. We've come to give you glory, Lord Most High. And we've come to worship. And we've come to praise. We've come to give you glory, Lord Most High. And we love you, Jesus. And we love your spirit. And we love you, Jesus. And we love your spirit alive in us. And we love you, Jesus. And we love your spirit alive in us. And we've come to worship. Yes, we've come to praise and give you all the glory. You alone deserve it all. And we love you, Jesus. And we love your spirit alive in us. And we love you, Jesus. We love your spirit alive in us. Just to worship you, just to praise your name, to give you all the glory, to give you all the fame, just to worship you, just to bring you praise, to give you all the glory and give you all the fame. Jesus, we worship you. Yes, we worship you here in spirit and truth. We bear our lives here before you. We love to worship you. We love to worship you. Jesus, we love you. Yes, we do with our whole hearts. With our whole hearts. With our whole lives. With our whole lives. I love to worship you. I love to worship you. I love to pour myself before you and bring you praise. And bring you praise. And give you all the glory. And give you all the fame. Just to bring you praise. To bring you praise. Yeah. Hey. Hey. Зборовите нека ни бидат исполнети со благодарност, оформувајќи ни ја иднината. Во согласно со Божјата воља, исто така е важно да бидеме свесни за зборовите што ги упатуваме кон другите.
Тоа подразбира упатување благослови, охрабрување и зборови на живот кон луѓето околу нас. Во послание до Колосјаните 4:6 стои: Зборувајте љубезно, умесно и концизно. Давајте му умешен одговор на секој што ќе ви постави прашање. Кога нашите зборови се втемелени врз Божијата љубов и милост, тие имаат моќ да трансформираат човечки врски, односи, да излекуваат рани, да донесат надеж на безнадежните. Како што ги усогласуваме нашите зборови со Божјата вистина, стануваме проводник, посредник на неговата милост и канал на неговите благослови. На тој начин стануваме живо сведоштво за неговата добрина и светлина во свет очаен за надеж. Затоа да се нурнеме во Божиот збор, да го всадиме во нашето постоење, да го обновуваме нашиот ум секојдневно, се со цел да ја прикажеме моќта на Божиот збор. На тој начин, нашите зборови ќе манифестираат моќта на небесното и ќе го трансформираат како нашиот, така и животот на другите. Желбата на небесниот татко е да искусиме неговата добрина во секоја област од нашиот живот. Духовно, емоционално, физички, финансиски, социјално. Преку искажување и декларирање на Божите ветувања во нашиот живот, ние ја отвораме вратата на Божијата трансформативна моќ да работи во секој дел од нашето постоење. Од огромна важност е да говориме благослови на мир, радост и емоционално лекување врз себе. Во свет исполнет со стрес, анксиозност, негативност, нашите зборови имаат моќ да донесат мир и спокој во хаосот и да ја обноват емоционалната стабилност, да ги штитат нашето срце и ум, дури во сред животни предизвици. Во Исаија 26:3 пишува: Цврстиот по дух ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева. Божиот збор го обновува и нашето здравие, како што се моли Јован: Драг пријателе, ти посакувам се добро да ти оди, да бидеш телесно здрав, како што си духовно јак. Небесниот татко ни укажува со своите зборови: Јас сум твој доктор и ништо нема да ти недостасува. Како што ги говориме Божите зборови на благосостојба во која било област од нашиот живот, ние креираме атмосфера каде што владее Божијата љубов и која може да донесе опоравување, оздравување, обновување, како што укажува: Господ Бог ќе исполнува секоја моја потреба за слава преку Исус Христос. Имам се, добив во изобилие. И Исус Христос говори: Но барајте го првин царството Божјо и неговата правда, и се тоа ќе ви се додаде. За крај на ова издание, ја декларирам ова молитва. Небесен семоќен татко, доаѓам пред тебе со срце исполнето со благодарност и обожавање и славење. Ти си крал над кралевите, цар над царевите, Алфа и Омега, почетокот и крајот. Твоето име е име над сите имиња, и на изговарањето на Твоето име секое колено ќе се поклони, и секој јазик изјави дека Исус Христос е Господ. Господи, Те славам за Твојата непобедлива љубов, Твојата бескрајна мудрост и милост.
Господи, Ти благодарам за моќта на Твојот збор и за авторитетот што ми го даде, да говорам благослови врз мојот живот. Јас сум благодарна за вистината на Твојот збор, дека сум совршено и прекрасно создадена и дека имаш цел и план за мојот живот. Ти благодарам за овој нов ден, исполнет со свежи благослови и милост. Милостив Татко, Те замолувам за простување на сите мигови кога застрани во Твојот пат. Прости ми за миговите кога изговори зборови што не се во согласно со Твојата волја и Твојот збор. Господи, исчисти ме од сета неправичност и стави во мене ново чисто срце. Како што Ти ми прости, им простувам и јас на сите кои ми погрешиле и се ослободувам од сета горчина во моето срце. Во моќното име на Исус Христос, ја прекорувам секоја лага од ѓаволот што се обидуваше да ме стопира од зачекорување во целоста на Твоите благослови. Го врзувам секој дух на страф, сомнеш и неверие што се обидува да ги украде мојот мир и радост. Декларирам дека сум повеќе од победник, преку Исус Христос кој ме сака, и дека ниедно оружје ковано против мене нема да просперира. Господи, ги усогласувам моите зборови со Твојата вистина и декларирам дека сум благословена на секаде. Благословена сум кога влегувам и благословена кога излегувам. Благословена сум со секој духовен благослов во небесните места во Исус Христос. Јас сум главата, а не опашката. Јас секогаш сум горе, а не долу. Небесен Татко, говорам оздравување во секоја област од мојот живот. Преку раните на Исус Христос јас сум излекувана. Говорам живот и здравје на моето тело, душа и дух и декларирам дека ниедна болест не ќе има доминација врз мене, бидејќи јас сум откупена со крвта на Исус Христос. Во моќното име на Исус Христос говорам лекување врз секоја клетка, ткиво, систем и орган во моето тело, да функционираат во совршена хармонија и здравје, како што ги создаде Ти, рефлектирајќи ја Твојата совршена креација и ветување за обновување. Јас сум силна во Господ и во Неговата моќ. Господи, се молам за божествена заштита врз мојот живот и животот на моите најблиски. Ти си моја заштита и прибежиште. Никакво зло нема да ме стигне. Ние сме покриени со крвта на Исус Христос. Ние сме благословени за да бидеме благослов за другите. И Твојата благонаклоност не обкружува како штит. Ти благодариме за Твојата добрина и милост, што ќе не следат во текот на целиот живот. Го отвораме нашето срце за да ги примиме Твојата љубов, милост и благослови. Нека биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Зашто Твои се царството и силата и славата за секогаш. Ти благодариме. Се молиме во моќното име на Исус Христос. Амин. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓевска Костадиновиќ, во соработка и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер